Четврток 18 часот и 15 минути, термин резервиран за уште едно издание од Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Продолжуваме со најновите информации од локалните самоуправи, непосредно од нашите мала, од улиците, од нашите матични општини. Се смени локалната власт во градот, па да дознаеме докаде се ветените проекти, дали се работи нешто на локално ниво. А вечерва ќе говориме за општина Киселавода, од таму како представник ја имаме председателката на Советот, госпоѓа Светлана Куларич, која ќе ја поздравам токму сега и ќе се заблагодарам за тоа што ја прифативте мојата покана да гостувате во Скопје ми е дома. Како сте? Добро, ви благодарам на прашањето и ви благодарам што ќе имам честа да бидам ваша гостинка. Јас не напомена во најавата, меѓутоа вие сте можеби една од моите први гостинки со толкав мандат како советник. Сте биле во повеќе наврати советник во општината, сте биле советник исто така во градот Скопје. Сега сте председател на Советот. Што значи за вас оваа улога и оваа функција во локалната самоуправа? Огромно искуство. Пред се започнав со покојната Билјана Беличанец. Во нејзиниот мандат бев член на Советот на општина Киселавода. Потоа бев член на Совет во градот Скопје, кога градоначалник на градот Скопје беше Петре Шилегов. Потоа член на Совет Орце Ѓорѓиевски, сегашниот градоначалник на град Скопје. Но последната година од мандатот на Орце Ѓорѓиевски, буквално кога централната власт припадна на ВМРО-ДПМН со коалициониот партнер, предходникот мој Иван Живковски доби друга улога во централната власт, директор на Агенцијата за катастар. Јас станав една година председател на Совет. Бев носител на листа овие избори и еве избрана сум за председател на Совет. Се надевам ќе го довршам мандатот. Започнав со жена, мислам дека ќе завршам со жена. Да, тоа јас ќе напоменев сега. Киселавода имаме женска општина под водство на градоначалничката Бети Стаменковска Трајковска. Како е да се биде председател на еден мешан совет сега? Колку сте транспарентни, како се донесуваат одлуките, има ли дебата во советот, како функционира советот денес? Па еве, за прв пат овој пат имаме веќе поголема бројка на советници. Претходно бевме 23. Сега сме 27, тоа е една, да кажам, поголема бројка. 17 советници се на ВМРО-ДПМН со коалиционите партнери, еден советник е од ЗНАМ, 4 советници се од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и 5 советници на Левица. Интересен состав, ние сме мнозинство, но од другата страна имаме, да кажам, 9 опозициони советници, кои што, еве, конструктивно во еден дел, нели, секој сака да си добие поени, дебатира, поднесува иницијативи, поставува прашања и добро е да има, нели, размена на различни ставови, но секако мојата улога е да балансирам, односно да ги организирам седниците, да организирам координација со советничките групи, односно координаторите, да проследувам сето она што е барање од страна на граѓаните. Го креиравме буџетот за 2026 година. Работиме. Што вели буџетот, што ќе се работи, има ли финанси општината и колку сте амбициозни во нови големи инфраструктурни проекти? Што ќе се случува во Киселавода? Тоа е, нели, веќе абсолвирана тема, дека општините знаеме од каде ги црпат своите финансиски средства. Најголем удел секако имаат даноците кои што ги уплаќаат граѓаните, но исто така и комуналиите. Тоа е изворот на финансирање. Благодарни сме што владата на ВМРО-ДПМН, предводена од председателот Христијан Мицковски, буквално го отвори повикот за да може, нели, секоја општина да конкурира и да добие одредени средства, се со цел да реализира проекти кои што на вистина, бидејќи сум четврт мандат, ниту на ум не ми паднало дека ќе има пари општината сама да ги прво да ги замисли, а потоа да ги реализира.
Успеавме како општина во претходниот мандат да обезбедиме, не ние да обезбедиме, туку да подготвиме проекти, да конкурираме и при тоа да ни доделат парични средства за 22 проекти. Тоа се наменски пари и веќе почнуваме да стартуваме со проектите. Тоа значи дека очекуваме нивна реализација. Ако не оваа година, следната година. Се гради во Кисела вода, всушност ние мораме да го продолжиме, да кажам, она агресивно темпо на размислување на работа, што и го постави Орце Ѓорѓиевски како градоначалник на општина Кисела вода. Навистина беше препознатлив во целиот тој начин на поинакво функционирање за разлика од претходните градоначалници. Се трудиме како жени, нели, да успееме прво да воспоставиме еден добар систем, една основа како ние ќе почнеме да прво го продолжиме она што е започнато, а потоа да ги поставиме и темелите за нешто ново. Мислам дека ќе успееме, затоа што буквално нема населено место во општината или нема населена местна урбана заедница каде што не е започнат одреден проект. Секако дека се нестрпливи граѓаните. Не можеме ние за 3 месеци сето ова нели да биде видливо. Меѓутоа мислам дека на крајот на мандатот сите ќе бидеме горди на она што беше започнато претходно и сето она што ќе заврши или ќе отпочне за следните 4 години. Колку во овој мандат на градоначалничката Бети. Го споменавте скопскиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски, поранешниот градоначалник на општината Кисела вода, колку комуницирате со него за сите започнати проекти во неговиот мандат и од друга страна каква е поддршката од градската власт? Комуникацијата е постојана, можам да кажам и на дневно ниво. Комуникација со градоначалникот, јас со председателот на совет, со советниците во градот Скопје, неопходна ни е, дури некогаш вели да не ми препишат нели или да не ме замерат останатите општини, затоа што јас навистина рамномерно треба да се грижам подеднакво за сите општини. Така е, но реално, знаете како, имаше некои основни работи, основни барања кои што претходните 4 години ги упатувавме како барања до градот, но за жал нели останаа како нереализирани. Очекуваме голема поддршка од негова страна, затоа што за многу проекти буквално тој треба нам да ни помогне, секако и ние нему. Всушност и градот Скопје е нели составен од 10 општини и реално сите општини треба да си добијат од колачот, меѓутоа и нели тие јавни предпријатија кои што се формирани од страна на градот Скопје мора да не обслужат, бидејќи ние сме сите заедно една целина. Госпоѓа Светлана, колку сте транспарентни, блиски до граѓаните, вие сте биле во повеќе наврати советник, верувам дека и поради тоа сте заслужили и вашата доверба и овој пат да бидете председател на советот во општината. Како ги вклучувате граѓаните во донесувањето на одлуките и буџетот се изгласа, колку граѓаните имаат увид во тоа како се трошат нивните пари во нивната општина, во нивните населени места? Веб страницата на општина Кисела вода постојано нели се ажурира, односно на дневна основа се полни со сите информации кои што се неопходни и се транспарентни за да можат граѓаните да видат што се случува. Сега веќе новиот начин на комуникација со граѓаните преку мрежите, знаеме дека е многу понапреден за разлика од минатото, каде што секој граѓанин требало да чукне на вратата на општината да биде обслужен. Иако и чукнувањето на секој граѓанин во општината, на ниту еден не му е затворена вратите се отворени, кај градоначалник, кај мене како председател на совет, кај сите секторски служби, односно раководители на сектори и никогаш не оставаме граѓаните да чекаат. Можеби во даден момент граѓаните се нестрпливи и бараат ајде сега и веднаш не може. Зошто? Затоа што дефинитивно сепак станува збор за еден, ќе кажам, се уште владее оној малку бирократски начин на функционирање. Колку и да сакаш нешто да го направиш, ако не зависи само од тебе, зависи од друга институција, навистина треба време да се помине тој пат од влез до излез на одредена информација или од влез до излез на одредено мислење, решение или слично за било какво барање. Како ги прибираме самите информации? Реално за нас многу се значајни местните урбани заедници и
не знам како е во другите општини, во оваа тема ја немаме разговарано, но можам само да кажам дека имаме еден добар систем на функционирање во нашите местни урбани заедници, кој што започна уште од времето на почитуваниот градоначалник Маријан Ѓорчев. Со тоа што тогаш тие лица кои што ни се вработени во местните урбани заедници првично беа со договор на дело. Во негово време се дадоа и во времето на Билјана Беличанец се дадоа дозволи за решенија за работа, трајни решенија за работа и всушност тие вработени се нашите очи и уши. Зошто? Затоа што се во самото местно живење, тука се просториите на местната урбана заедница, тука функционира оној состав, да кажам, кои се членови на таа местна урбана заедница. Таму имаме распоредено дел од екипите кои што се грижат за одржување на животната средина и чистота во општината и буквално тие се нашите очи и уши. Секторот за местни заедници е во општината, но раководителот на секторот за местни урбани заедници постојано контактира со лицата и постојано ние добиваме и пренесуваме информации назад. Секако дека јас сум 12 години тука, буквално мислам дека нема жител во Кисела Вода кој што не ме познава, затоа што ние непосредно контактираме со граѓаните. Мене може да ме видите и во Драчево, јас одам и пеш и на работа и во градскиот дел живеам и во Драчево и во Пинтија. Реално ме препознаваат, реално ниту еден нема страв буквално да ми се јави на телефон, да испрати мејл. Сите мејлови на советниците се достапни, сите телефони. Имаме голем број на советници, значи 27. Не е никаков, да кажам, за нас не престанува проблем да било кој советник и од опозиционата партија и истите контактираат со граѓаните. Сето она што е детектирано на терен го пренесуваат кај нас и при тоа бараме решенија за да најдеме решение за она што ни е посочено дека е утврден одреден недостаток на терен или нешто не е во ред со функционирањето. Кои се најзначајните предизвици со кои што се соочува моментално општината и ете можеби најважните проекти на кои што ќе се работи во овој 4-годишен мандат? Прво, знаете како, прво сме две жени, меѓутоа имаме и жена секретар на општината и таа ни е нова. Имаме шефица на кабинет и таа ни е реално нова. И сега некако, не сакајќи, јас и председателство на комисијата за еднакви можности се наметна едно решение да сите сме жени, нели? Владеат жениве. И сега некако граѓаните чувствувам тука малку дека знаете сега се жени и тие мора брзо да сработат или доколку не сработат брзо тогаш многу е полесно, знаете, онака да ви се свртат, вие тоа го ветивте, не го направивте. Треба одредено време, секако дека треба одредено време. Дел сме што веќе го знаеме историјатот, начинот на работа, начинот колку брзо може да се заврши еден проект. Малку имаме, да кажам, нестрпливост од страна на граѓаните, но верувајте дека каде и да појдете во Кисела Вода со камерата, може само да уловите места каде што се гради и каде што се прави. Еве ќе го споменам Драчево, каде што е во завршна фаза коритото на Мала Рада, што беше на вистина еден поголем проблем. Драчево доби и кино. Драчево доби кино, да, но тоа е, знаете, оној убавиот дел, ја што велам, да, културно-забавниот живот, едукативниот дел од животот, тоа е нешто убаво. Меѓутоа, се уште ние зборуваме за инфраструктурни проблеми. Се уште према Драчево ни е проблемот со булевар Борис Трајковски, кој што за жал во минатите 4 години на вистина скоро ништо да не се направи. Еве сега пред неколку недели дојде и градоначалникот Орце Ѓорѓиевски заедно со нашата градоначалничка, веќе бараат да изнајдат решение и барем вети дека до крајот на годината ќе имаме конечно завршена 4-та фаза од булеварот Борис Трајковски. Тоа не е страшен проблем, верувајте. Затоа што многу тешко се стигнува до Драчево. Оној дел што остана несреден е веќе Имаше проблем. реакции за патот кај општина Супиште, чинам дека градоначалничката исто излезе со тамошниот градоначалник Мицевски. Имаше проблем, затоа што првиот проблем се настана за време на Орце Ѓорѓиевски. Комплетно тогаш се направи една реконструкција на патот, затоа што и тогаш имаше напукнување, лошо проектно идено решение, не навлегувам. Се заврши тој дел.
сега знаете како, временските непогоди си го направија своето. Добро е што веднаш алармиравме, затоа што и реално и граѓани ни се јавија, уште се сеќавам така. Кога се јави првата пукнатина, да речам, од 5 сантими, веќе ние имавме увид, пративме екипа на лице место, потоа градоначалничката излезе со стручни лица од градежен факултет. Тука веќе станува збор за еден по-комплексен проблем кој што треба да се реши на поинакво ниво, каде што мислам дека и општината нема да може да го реши, затоа што навистина се потребни многу повеќе парични средства од што можеме да си ги дозволиме. Каква е соработката со централната власт? Супер. Да ви кажам право, за разлика од претходно, кога навистина беше мачно да се раководи со општина, а при тоа да немаш слух од страна на централната власт. Добро е што централната власт не слуша. Слушајќи на нас, всушност ги слуша потребите на граѓаните. А при тоа ние мора да го почувствуваме фидбекот назад. Токму ова ви го кажав, дека 22 проекти, тоа се проекти нова училишна зграда во село Драчево, доградба на постојните општински основни училишта, имаме доградба на 2 основни општински училишта. Имаме сега добиено проект од Светска банка за уште една комплетна реконструкција на основно училиште, но подрачно во Пинтија. Ке се гради нова сала во Кузман Шапкарев, основното општинско училиште. Водоводна мрежа е при крај во Стаклара. Кој век сме да зборуваме за водоводна мрежа, па потоа веќе да настапиме со оној делот што се вели после поставување на водовод и одвод, да ги санираме, односно да ги асфалтираме уличките. За такви прашања зборуваме. Еве при крај салата Расадник, еден долгогодишен проблем кој што навистина на сите ни правеше, да кажам онака, нервоза, затоа што имаш еден огромен објект, го гледаш како се разградува, буквално го јаде забот на времето, а не си моќен заради тоа што самиот предмет заглавил во некои лавиринти на бирократските, да кажам, институции. Се изнајде решение, веќе може да ја видите една сала и навистина Вардар мислам дека ќе има место каде што ќе се сретнува, а тоа ќе биде додадена вредност за општина Кисела Вода. Понатаму ќе зборуваме за можеби нова општинска зграда. Тоа ни е искрено да ви кажаме влезено и во програмата на градоначалничката, затоа што дефинитивно секогаш велиме, работиме за да ја подобриме благосостојбата на граѓаните. Но мора еден градоначалник да одвои средства и да работи за благосостојбата на своите административни службеници. Затоа што верувајте дека бараките се веќе трошни, колку и истите да се одржуваат, да се санираат, не можете да обезбедите услови како што заслужува една администрација. А зошто го велам ова? Затоа што и јас реално работам во администрација. На секој административен службеник мора да му обезбедите еден простор во кој што прво ќе се чувствува убаво, се со цел да биде попродуктивен. Односно, врз основа на она што го сработи администрацијата. Администрацијата ги сработи проектите, всушност друг дава пари, а бенефитот го имаат граѓаните. Навистина, администрацијата заслужува едни подобри услови. Малку рак рана е, реално да ви кажам, поликлиниката за зависници, центарот за зависници, бидејќи целата концентрација на оние лица кои што примаат метадонска терапија е во Говориме за болницата кај Кисела Вода, предпоследна Стара Кисела Вода, да. Многу голема беше желбата, буквално и на претходниот градоначалник, и на нас како членови на Совет, да се изнајде решение. Ветивме на граѓаните, но повторно кога дојдовме да чукнеме на вратата од надлежната институција, ќе го посочам тогаш Министерство за здравство, некако, знаете, таа карика се сруши. Не можам да ветам ништо, меѓутоа ќе се трудиме во рамките на нашите можности, во рамките на нашите надлежности, да направиме нешто кое што ќе има трајни решенија. Да не биде само ветено,
а не реализирано, или да биде нешто започнато, а потоа да нема можност да се доврши до крај. Верувам дека сите овие проекти кои што ги споменавте беа и дел од изборната програма на градоначалничката во кампањата за локалните избори. Повеќе пати ги споменавме граѓаните, чинам дека граѓаните се погласни и послободни, така ќе кажам, во нивните барања и во тоа што навистина им следува и во тоа што им е навистина ветено. Имате ли вие таква слика денес? Имам таква слика, секако, знаете зашто јас сепак сега тука сум председател на совет, во општината сум председател на совет. И граѓаните кога ме сретнуваат на улица исто така ме гледаат, но јас сум граѓанин, така јас сум жител на општина Киселавода, јас сум жител на градот Скопје. И реално сум гласноговорник, гласен жител и сакам сето она што не чини, нели јас да кажам, мора ова да се, нели да се најде начин да се реши, да се најде начин да се среди. Да, погласни се граѓаните. Меѓутоа јас би ги, една препорака, да не наседнуваат на рекла казала и да не наседнуваат на популизам кој што го сеат политички партии кои што навистина, освен популизам, не нудат никакво решение. Јас искрено да ви кажам, не можам така да функционирам. Да, функционирам ако се предвидени одредени пари, дека проектот мора да се заврши. Граѓанинот е секогаш во право, она што го бара, но барањата секако да бидат издржани. Така, покрај овие клучни инфраструктурни и поголеми проекти, општината секојдневно на својата веб страница објавува и низатековни проекти и настани кои што се случуваат. Имаше проект Грижа за менталното здравје, проект Итно копче за повозрастните граѓани чином. Ние овде во нашата телевизија имаме и локални теми, локални информации и вести, па сум запознаена со сето она кое што се случува на локално ниво. Колку се грижите за различните категории граѓани на општинско ниво? Па можам да ви кажам дека мислам дека воспоставивме една пракса каде што некако почнаа граѓаните да не гледаат дека сме како Министерство за труд и социјална политика. Некако така почнав јас да го доживувам, но од друга страна велам и кога одиме на различни координативни состаноци, средби со другите институции, дека колку и да не сакаме, едноставно граѓанинот прво што му паѓа на памет шука на вратата од општината. Сакали или не, наша надлежност или не, тоа е наше дека ние мора да го прифатиме, при тоа да го канализираме и да го донесеме во институцијата каде што треба да му се даде, нели соодветно да му се одговори на соодветното барање. Она што беше проектот со, нели, копче за возрастните, тој проект го работевме заедно со Црвениот крст и реално презадоволна сум, затоа што првично околу 55 корисници имаат можност да го користат тоа копче, меѓутоа ние со Црвен крст постојано, нели, работиме и на сосема други проекти, а овој проект продолжува. Имавме исто така проект преку Црвен крст за бесплатен превоз на стари изнемоштени лица кои што не можат да отидат буквално во болничка установа или не можат да направат преглед кај матичен лекар. Понатаму работиме со сите оние здруженија кои што покриваат дечиња со различни посебни потреби. Не би навлегувала, меѓутоа имаме неколку здруженија кои што се навистина наши вистински партнери. Цело време си имаме едни со другите, да кажам, меѓусебна соработка, меѓусебна радост. Еве пред неколку дена Здруженијето Ангели беше во посета на нашата општина. Буквално беше нивна иницијативата заедно да засадиме цвеќиња и да подобриме глетката во дворот на општина Киселавода. Имаат свој простор, буквално ги помагаме да учествуваат во разни инклузивни процеси. Во 2 наврати имаше преуспешни театарски представи каде што учествуваа истите. Многократни едукации со доктори од реномирани институции кои што можат да им помогнат. Бесплатни советувалишта за менталното здравје, за пречки со говорот. Така да работиме на тоа поле, но исто така можам да се пофалам дека во времето на Иван Живковски, претходникот мој, кога јас бев член на совета, потоа нели тоа ни продолжи, заедно како советници се договоривме и позиција и опозиција. Знаете, секој совет си има
резерва на одредена сума пари. Тоа не се големи резерви, тоа е, да кажам, сума на пари со кои што работи Советот. Можам само да кажам дека сите тие пари ние донесовме еден правилник и наменски ги даваме повторно за граѓаните. Конкретно за сите оние граѓани кои што имаат неопходна потреба од помош. Односно правилникот покрива да може граѓанинот, доколку има потреба за различно лекување или операција, посебно за канцер, да се обрати кај нас и да добие символична помош. Родителите на дечињата со посебни потреби, исто така. Не дај Боже граѓанин кој што се соочува со откажување на еден витален орган, исто така помагаме. Не дај Боже се случува елементарна непогода, пожар, поплава. Сепак ќе кажам, тоа не се големи средства, меѓутоа еднократно паричната помош стигнува наменски токму на оној на кој што му е потребна. Исто така можам да кажам дека сме и општина која што има вработено лице со Даунов синдром. Значи, прекрасен колега кој што сите го обожаваме, а тој си ги завршува своите работни обврски како и сите други вработени. Кино универзум, значи веќе имаме 2 кина, кино културниот дом Билјана Беличанец, киното во Драчево, каде што се реално, тоа е јавно-приватно партнерство, меѓутоа ние имаме наши денови, каде што се случуваат голем број на културни настани, најголем дел од нив со хуманитарни цели и така. Едноставно работиме. Морам и ова да го истакнам, бидејќи нашата градоначалничка доаѓа од секторот образование, посебно ја гледам страната дека сака да даде многу повеќе во делот на училиштата, основните општински училишта, во делот на градинките, она што и тежи. Еве ќе имаме еден фестивал за дечиња, Киселко, тоа ќе биде новина, атрактивен фестивал во Кисела вода. Сакаме да ги вратиме некои, да кажам, стари подрачја во живот. Еве Бирарија, ние најстарата местна урбана заедница која што ќе го добие Бирафест фестивалот, што навистина, бидејќи ако првата фабрика за пиво била во Бирарија уште 1800-та и некоја година, зошто барем сега да не ја знаат еве жителите на градот Скопје дека тука била фабриката за пиво и да направиме еден пивофест. Споминавте прекрасни проекти веќе реализирани, меѓутоа и проекти кои што треба да се случат, посакувам има и нови проекти, еве. Често пати зборуваме за загадена животна средина, за недоволно чистење. Имаме подршка, ќе ви кажам, имаме подршка и од градоначалникот на градот Скопје. Веќе вчера сите екипи беа од сите комунални предпријатија во Кисела вода, многу ќе ни бидат од помош. Затоа што, знаете, од една страна ние велиме дека е нечисто, од друга страна некако прљаме. Самите граѓани прљаат. Од трета страна е многу мал бројот на луѓе кои што веќе сакаат да работат како хигиеничари, знаете. И сега мора сите јавни предпријатија во рамките на своите можности буквално да направат еден поголем тим за да се удри едно генерално чистење. Меѓутоа започнуваме и со акциите за садување на дрвја. Градоначалничката за својот мандат вети дека во општина Кисела вода ќе се засадат 4000 дрвја, односно секоја година по 1000 садници, што навистина мислам дека ќе има свое позитивно влијание врз воздухот кој што го дишиме. Ги активираме мерните станици за мерење на воздух, ги активираме прочистителните станици кои што беа како еден пилот проект, тоа беше една донација, не трошат струја, но еве сега ги активираме, ги вклучуваме да видиме дали и тие би дале свој допринос. Се градили во Кисела вода, се следили состојбата со урбанистичките планови? Можам само да кажам дека во изминатите 4 години не донесовме ниту еден детален урбанистички план. Од една страна велиме, да, добро е, не е донесен детален урбанистички план, нема да се гради врз основа на оние постојни детални урбанистички планови. Реално мислам дека не е расположена градоначалничката дека нешто ќе има бум од експанзија, од градење, затоа што од една страна, знаете, има потреба да граѓаните, нивната стара зградичка се сруши и да тука никне нова зграда.
нели, секој сака нешто ново, но од друга страна мислам дека имаме еден дел во Кисела вода кај што веќе е презаситен за градба. Добро беше решението да се стопираат оние, знаете, 99 маркици, каде што требаше буквално да никнат 99 висококатници во расадник. Тој проект тогаш се запре. Се побараа идејни решенија, се избра, сега треба да се седне да се направи детален урбанистички план. Реално уште мислам дека не е започнато и тука имаме промени, веќе имаме одење во пензија на одредени лица кои што се на раководни позиции во сектор урбанизам. Мислам дека ќе се доекипираме и ќе бараме идејни решенија, но решенија кои што нели од една страна ќе ги задоволат потребите на граѓаните, дека старата трошна куќа можеби треба да се замени со нова, да се дадат дозволи нели во даден дел за градба онаму кај што неопходно, но не по секоја цена. Годините наназад сте биле дел од носењето на важни локални одлуки. Колку се промени Кисела вода во текот низ годините? Па еве само еден пример ќе ви дадам. Јас се омажив во Драчево 2004 година и верувајте, можеби јас така се паднав во тој дел во Драчево, каде што септички јами имаше во куќите и немаше доволен доток на вода. Верувајте, летно време буквално сите си ги со цревата си ги вадеа цвеќињата и тревите во дворовите и буквално немаш дење вода, имаш вода само ноќе. Комплетно абсолвирано е тоа прашање. Проблеми со улиците, веќе асфалтирање, може да зборуваме за дупки, за асфалтот попуштил, нели, не знам, жешки температури, крајно жешки, зимски услови, па ајде долго е користен, но веќе и тие прашања некако полека се абсолвираат. Се сеќавам, врски беа секој ден телефонот, морам детето да го запишам во градинка, значи имаше едни листи на чекање, 400-500 деца беа на листите за чекање, некако важевме за нас, за општина во која што, ако некој мислам дека се доселуваше од натрешноста, прва станица му беше Кисела вода и се млади брачни парови, ние се радувавме на наталитетот. Меѓутоа, од друга страна имавме проблем, немавме доволно капацитет каде да ги сместиме дечињата. И тоа прашање е абсолвирано. Веќе нема дете кое што чека упис во градинка. Ги прошируваме капацитетите на општинските основни училишта, но целта ни е едносменско одење во училиште, се со цел да ги извлечеме од внатрешните простории децата и буквално да уживаат во своето детство, но да уживаат и еден поголем дел од времето да го поминат во парковите. Доволен е капацитетот со спортски сали, иако постојните во дел се реновираат, ви кажав, ќе градиме и нова спортска сала во основното општинско училиште Кузман Шапкарев. Во програмата градоначалничката стави 4000 садници. Многу ме радува, добиваме еден убав парк покрај пругата од страната на 11 октомври згради и ниска градба Никола Клюсев, каде што и една убава пешачка патека која што завршува која што буквално се движи од Трета Македонска, завршува на булевар Србија, една прекрасна патика за пешачење навечер за рекреација. Теферич, патот ќе го средиме, меѓутоа мислам дека ќе добиеме едно место каде што ќе можеме да го поминеме викендот. 3 круши, покрсти, тоа се проекти кои што се веќе се прават, покрсти веќе си добива една своја сензација и ќе биде место каде што ќе може да се поминат убави викенди. Патот за Пеленица многу ме радува, затоа што Пеленица е прекрасно излетничко место, за кое што еве веќе се зборува дека има и некои археолошки стари ископини кои што кажуваат дека имало населби уште од времето и ќе дадат некој свој ќе дадат своја додадена вредност на општина Кисела вода и веќе многу лесно до Пеленица по убав пат се стигнува за да може да се помине еден викенд. 3 крушини останува, знаете, културно лето Кисела вода, го започна покојната Билјана Беличанец, добива онака да кажам еден подем на искачување. Јас искрено ја сакам Кисела вода во јуни, баш кога го правиме тоа културно лето.
и една општина која што за тие 3-4 дена буквално ја собира цела Македонија. Можеме да се дружиме и да не препозна. Верувам дека во овој 4-годишен мандат ќе имате доволно време за сето ова кое што го набројавте и дека навистина ова сето ќе се изреализира, бидејќи навистина и важно и убави се и проектите. Се омаживте во Драчево, каде живеете сега, колку Скопје вам ви е дом, како вие го чувствувате Скопје, како го чувствувате Драчево денес? Во Драчево живеав една година, иако се уште имаме семејна куќа. Таму живеам во Кисела Вода, буквално во урбаниот дел, близу економското училиште. Секој ден одам пеш до работа, бидејќи едно работно место ми е фактички општината, ми е во близина, другото работно место Агенцијата за храна и ветеринарство, и така тој дел секоја утро го поминувам пешки, наутро се враќам попладне кон дома, поминувам општина, поминувам оној целиот градски дел, викендите ги поминувам во Драчево и некако ја гледам Кисела Вода на дланка. Има многу работа, дефинитивно, јас сега ги кажувам оние убавите работи, има многу работа, тоа е голема општина, рурален градски дел, сакам да одиме напред, но не секогаш дека ние сите наши желби можеме да ги ставиме на хартија. Сепак таа желба бара од една страна пари, од друга страна одговорност. Одговорноста јас зборувам лично за себе, интегритетот мислам дека го поседувам, но буквално сите од нас треба да имаат сопствен личен интегритет, сопствена одговорност, транспарентно работење и тогаш мислам дека резултатите кај граѓаните ќе бидат набрзо видливи. Во еден период сме кај што граѓаните бараат брзи промени. Или, знаете, ова го договоривме, ова беше така, да. Изменете се многу, да кажам, работи, изменете начинот на перцепција, јас ги сакам граѓаните и искрено да ви кажам, сето она што они го укажуваат на нас, јас го прифаќам дека е добронамерно и не би сакала на никого да му контрирам или да кажам не е вистина. Секое барање е разгледано, ако е доставено на мејл, може да е писмено побарано, сето она што е во рамките на нашите можности ќе биде реализирано и така им го кажуваме. Ова е во рамките на нашите можности, она што не е во рамки на наши можности зависи од друг. Се трудиме да го скратиме времето на чекање, да ги воспоставиме конекциите со одговорни други институции и мислам дека ќе ги решаваме проблемите ред-редом. Кисела Вода се менуваше низ текот на годините, се промени и градот Скопје. Како го чувствувате градот вие денес? Како го пометите во некои други времења? Можеби што денес му недостига на главниот град, а вие го имавте можеби во вашето детство, во вашата младост? Во моето детство стално и велам на децата, јас бев честа гостинка во универзална сала. И оние детски фестивали, меѓутоа и кога доаѓа гости од надвор, оние пеачите, буквално јас бев гостинка таму. Многу сакам градот Скопје да добие универзална сала. Го сакам Кале, бидејќи реално со моите деца кога беа мали, едно прибежиште кое што беше така на повисоко да го видиш градот, целото беше зелено и со клупи, беше Кале. И често пати одев тамо, си наоѓав некој, знаете, мир. Сакам Кале, да му се врати сјајот. Ја сакам турска чаршија и турското убаво кафе. Го сакам и водно, ја сакам и Скопска Црна Гора. Меѓутоа, реално сакам градот да биде чист. Реално. Градот сакам да биде чист и сакам да биде безбеден. Не сакам да чувствувам страф, кога реално јас имам секако деца. Не сакам да чувствувам страф кога моите деца се излезени во градот, посебно во вечерните часови. Сакам и јас навечер да излезам и да прошетам и да се чувствувам безбедно. Мислам дека Safe City веќе ги дава своите резултати, но мора секој од нас максимално да работи, да ја зачуваме и да речам безбедноста и да си го најдеме мирот во нашето убаво Скопје.
Така, верувам дека сакате и град со чисти паркови, со чисто зеленило, со решен јавен градски превоз и верувам дека сте оптимист дека тие работи ќе се решат во иднина. Оптимист сум, реално да ви кажам. Јас и кога бев член на советот во градот Скопје, нашата советничка група го поддржуваше БТР превозот, кој што е нели многу извикан. Меѓутоа, тоа решение што се нудеше во моментот, на вистина не одговараше на она што се вели инфраструктура во Скопје. И буквално уште тогаш разговаравме со многу стручни лица кои што велеа да, БТР превоз треба, меѓутоа не треба да биде во централното градско подрачје. Веројатно низ годините тоа е нешто модифицирано, можеби ќе има и догледна иднина, меѓутоа бројот на автобуси мора да биде зголемен, затоа што граѓаните имаат потреба од истите. Секојдневно, верувајте дека и нам ни бараат, посебно жителите на Трачево, Пинтија, Стаклара, бараат нови автобуски линии, почесто возен сообраќај и мислам дека во догледно време ќе се реши овој проблем. Иако јас, да ви кажам, преферирам, можеби затоа што јас близу живеам, честопати одам пеш и велам, некако се навикнавме сите најлесно да стигнеме до одредена дестинација во автомобил. Мислам дека треба да даваме поддршка на сите оние алтернативни начини на превоз. Велосипедот може да се вози во градот па дури 6 месеци. Ние немаме страшни зими, немаме, да кажам, врнежи во голема количина, за да не можеш да се движиш со велосипед, барем оние што сме тука близу централното градско подрачје. Милувам моите соговорнички жени да ги прашам колку е поголема одговорноста на жените во политиката денес, како балансирате помеѓу семејните обврски и работните, професионалните ангажмани? Искрено да ви кажам, сега сум во период кога децава се веќе израснати и имам време да се посветам. Ако ме прашавте истото прашање пред 12 години, беше претешко. Значи, бев растргната на сите страни, но може би амортизирав затоа што енергијата е во младоста. Не дека јас сум, нели, возрастна сега или многу стара, меѓутоа сега имам време. Ама од друга страна, може би ја немам истата енергија, но она искуство што го собрав овие 12 години и тоа како можам да го вратам назад како фидбек, а имам веќе доволно време затоа што немаме реално големи семејни обврски. Успешна работа и во овој мандат на градоначалничката Стаменковска Трајковска, да ги завршите успешно сите овие наброени проекти овде вечерва. Ви благодарам што бевте прекрасен соговорник во Скопје ми е дома. Ви благодарам што споделивме повеќе за киселавода, за градот. Се надевам дека ќе говориме и следен пат за други убави теми. Ви благодарам. Ми беше чест да бидам ваша гостинка. Така е, почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вниманието. Говоревме со госпоѓа Светлана Коларик или председателката на Советот на општина Киселавода. Се надевам дека бевме интересни, дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Овде ве поздравувам и најавувам наша наредна средба наредната седмица во истиот термин. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни.